граѓани, почитувани представници на медиумите, добро вечер. На самиот почеток сакам да искажам мојата благодарност до сите оние граѓани кои денес ја дадува својата подршка на кандидатите на Социјалдемократскиот сојуз и на Сојузот за иднина. Во исто време сакам и да им честитам на храброст. Зошто? Затоа што Македонија со ваква власт, со ваков режим на власт, навистина стана земја во која што човек да го даде својот глас за опозицијата треба да биде многу храбар човек, спремен да ги преземе сите ризици. Македонија дефинитивно не е ниту слободна, не е ниту демократска, не е ниту правна држава. Тоа го знаеме долго време. Примери безброј и не би сакал да ги повторам. Ви тврдам дека нема слободна, нормална демократска држава во која што има ваква злоупотреба на државните институции до крај, без било какви скрупули. Сите се ставени во функција само на владеачката партија. Ви тврдам дека нема нормална демократска држава во која што на ваков безобразен начин може да се трошат буџетските, народните пари за потребите само на една партија, партијата на власт. Ви тврдам дека нема нормална демократска држава во која што има ваква узурпација на медиумскиот простор, каква што денес ние имаме во Република Македонија. Во таква недемократска држава не може да има фер и демократски избори. И ова што го видовме на овие локални избори е само кулминација на тоталитаризмот на режимот на Никола Груевски. Си применија сите до сега познати, а богами и непознати тактики и стратегии за фалсификување на волјата на граѓаните. Се вршеа притисоци, закани, уцени, подкупи, корупции, за да на крајот ни се увезуваат граѓани кои што ќе гласаат и од други градови од земјата, меѓутоа дури и граѓани кои што се од други земји од соседство. Драги пријатели, да бидеме на чисто. За нас овие локални избори не беа фер, не беа демократски и за нас тие се целосно нелегитимни. Сакам да упатаме на порак. Сакам да упатаме на порака до сите граѓани на Република Македонија, без разлика дали на овие избори гласа или не, и без разлика за кого гласа. Почитувани граѓани, работите во нашава земја нема да излезат на азбук. За жал, искрено од срце, велам за жал, не е далеко денот која ќе мора да се плати огромната цена за овие погубни и погрешни политики. Цената ќе ја платиме сите, без разлика кој кого поддржувал и кој за која партија гласал. Целиот наш народ и целата наша земја. И затоа сите оние кои што овие денови мислат, може би вечерно, дека на овие локални избори Социјалдемократскиот сојуз или Сојузот за Македонија беа поразени. Сакам да им кажам, грбно се лажат. На овие избори без слобода, без демократија, без правда, без да има подеднакво важење на уставот и законот за секој наш граѓанин, нема економска благосостојба, нема економски напредок, нема подобра живеачка, нема чувство на сигурност и безбедност за никој граѓанин во оваа земја. Почитувани граѓани, ние како поединци, како политички партии, нашата битка против оваа диктатура ќе ја продолжиме со истиот елан, со истиот жар, со истата волја, со истата решителност. Меѓутоа, сакам многу јасно и однапред да кажам, диктатура не може да биде срушена од една партија или од една група луѓе. Диктатура може да биде срушена и поразена само од страна на народот. Клучното прашање, почитувани граѓани, не е што ќе прави опозицијата. Ние ќе ја водиме битката без запирање до крај.
Клучното прашање е што ќе направи целиот наш народ и секој од вас, заради самите себе, заради собствените семејства, заради иднината на своите деца, заради иднината на својата држава. Ние сме тука, а вие, почитувани граѓани, сте на потек. Ако сме заедно, победата ќе дојде.